отвараме ова по наша намера дебата на кандидатите за избор за ректор. Намерата традиционално на НАКС беше да се одржи јавна дебата на кандидатите за ректор и да си ги искажат своите аргументи и ставови во однос на кандидатурата. За наша жал, само едниот кандидат од двата што се пријавени за ректор се пријави, се одзва на поканата, тоа е професорот Дарко Данев од Машинскиот факултет, а другиот кандидат, актуелната ректорка Билјана Ангелова, рече дека е зафатена, дека била во Охрид денеска. Ние дадовме можност и за утре да организираме дебатата, да ја одложиме денеска. И тогаш рече дека е зафатена, дадовме опција и онлайн да имаме дебата и тоа беше одбиено, за жал, бидејќи ние како независен академски синдикат навистина сакаме да бидеме неутрални и фер кон двата кандидата, да им даеме можност подеднакво да се презентираат пред јавноста на нашиот универзитет. Бидејќи е само еден кандидат имаме, да ви го представам, значи професорот Дарко Данев е познат професор од својата струка, бил декан на Машинскиот факултет, учествувал во меѓународни проекти, има своји и публикации заедно и самостојно, учествувал во разни апликации, бил на многу меѓународни собири, исто така и надвор од земјата престојувал на студиски престои во многу видни институции и соодветен кандидат за ректор. Така да сега би дал збор на кандидатот да ни представи својата програма на кратко, а потоа, бидејќи кога има два или повеќе кандидати, ние се припремаме со поставени прашања и правиме агенда на настанот. Бидејќи во случајов тоа не е така, а имаме само присутен еден од кандидатите, во таков случај, после презентацијата на кандидатот, јас би дал на публиката директно да поставува прашање до кандидатот за се што ја интересира. Благодарам, професоре, повелете. Благодарам, професоре, за представувањето. Благодарам што, еве, и вие како мене се освавте на поканата на Независниот академски синдикат. Некако ме плаши ова што не дојде ректорката, не за друго, него сега вие ќе ми спрашувате мене, па малце е страшно да се обрати човек пред толку професори, поготово вака видни професори. Добро, еве, имам шанса и сум благодарен што имам таа шанса сега да се представам пред вас. Голем дел од нас, меѓу нас не се познаваме, обично се познаваме со тие луѓе кои што имале некаква функција во универзитетот или учествувале во некаква универзитетска комисија, па поминале по другите факултети. За жал, јас си го знам кампусот Машински и сега во овој Машински технички кампус, а сега во овој период кога еве таа така наречена кампања ја водам по повикот за избор на нов ректор на УКИМ, запознав многу интересни колеги и колешки, запознав каде ни се лабораториите, запознав во која состојба ни се зградите. Искрено ви кажам, иако е нешто така старо, сепак гледам дека има душа и има сериозна енергија и сериозен потенцијал да одиме напред и навистина од набљудувач да станеме создавач. Така и се вика мојата презентација, односно така и мотото на мојата програма. Накратко да се представам. Пардон. Мислам, тоа кратко знаете, и тука сме сите професори, 45 минути трае. Представувањето само. Така знаеме сега. Гледај, десетина минути да биде, за да имаат време и... Еве кратко. Значи, Дарко Данев, дипломиран машински инженер 94-та, магистар по машинство 99-та, доктор на технички науки 2005-та, нема да коментирам, вие ќе сватите што сакам да кажам натаму.
Значи, редовен професор сум од 2015 година, еднаш сум бил продекан за меѓународна соработка, наука и развој на Машинскиот факултет од 2008 до 2012 година, декан во мандатот 2016-23, два мандата се тоа, морам да потенцирам овде дека беше исклучително тешко да се води факултетот во периодот од 2020 до 2023, тоа е мојот втор мандат. Значи, буквално, еве, јас ќе се изразам онака како што се изразуваме неакадемски, изгинавме заради таа короната, страшно беше, тешко беше, мачно беше и мислам дека и тоа беше една од причините што можеби стагнираше нашиот развој. Инаку, овој делов на раководител на инспекско тело ИТ-009, раководител на инспекско тело ИТ-027 и раководител на секторот цирко, тоа се сектори кои што се бават со апликативна дејност на Машинскиот факултет. Вообичаено ние имаме работа со одобрување на возила и сето тоа се работи по строго дефинирани стандарди, а ова ќе поврземе понатаму со тоа што е и зашто се важни тие стандарди. Што се моите постигнувања, но пак ќе речам, сам човек не може ништо да постигне, мора да има тим да работи со него, ама тимот е колку поголем, толку подобро, да бидеме истомисленици и да одиме напред. Ако се разидуваме во идеите, ставовите, секогаш ќе имаме некаков конфликт и времето наместо да напредуваме, ќе го потрошиме за да се надмудруваме. Со таков колектив успеавме, значи, 47 нови вработувања во двата мандата да обезбедиме. Околу 17 беа во административните служби, околу 30 беа во делот на асистентите. Во делот на институционалниот развој, не знам како е кај вас, но да знаете дека има сериозни проблеми со имотот и имотно-правните односи и ретко кој факултет има свој имотен лист. Тоа е едно прашање кое што успеавме на одреден начин да го решиме, меѓутоа на крајот испадна дека државата ни даде погрешно решение и во меѓувреме се укина законот за легализација, но имаме документ за таа цела парцела на име на Машински факултет, иако е тоа целиот технички кампус. Така да, еве, ако ми дадете шанса да бидам ректор, ќе направам све да добиеме имотен лист на име на Машински факултет за целиот универзитет. Финансиската стабилизација нас ни овозможи да направиме, ја направивме така што направивме оптимизација, приходи, расходи, па видовме дека може некаде да се заштеди, некаде некои трошоци да се оптимизираат и на крајот тие средства да ги додадеме како сопствени средства во финансирање на платите. Од аспект на дигитализацијата, искуството е тоа дека не натера нас короната, него, еве да кажам, некако бевме спремни за короната. Некако пред времето се зафативме со оваа работа, мака да не натера. Буквално мака да не натера, за да може да им дадеме на студентите што е можно полесен пристап до книгите. Зашо им дававме полесен пристап до книгите? Затоа што кога им ги печатевме и им ги дававме, државата не казни зашто не сме платиле данок да без пари им ги даваме книгите, така да сега ги ставивме електронска форма, некоја дадовме, направивме една добра библиотека на Microsoft Office, кој што сега веќе сите сме запознаени со него и знаеме да го користиме, не натера таа, 2019-2020 да научиме да го користиме тоа. За една недела точно се префрливме од настава со физичко присуство во настава со онлайн настава од дома, така да многу малку се изгуби во наставата, а многу лесно се надокнади, затоа што во онлайн курсивите можете да ги планирате времењата и во сабота, и во недела, и попладне од дома сите работевме. Направивме заедно, и ова е заслуга буквално на продеканот за настава, студентската пракса и системот за закажување на термини. Кај нас е многу важна праксата, верувам дека и кај поголемиот дел од факултетите студентите одат на пракса, ние имаме пракса со компаниите, па треба да се направи распоред кој кога ќе оди, кога се на настава, кој денови се тоа, и многу го олеснивме тој дел на закажување на термини во студентската служба и со студентските пракси. Обезбедивме пристапност на тој начин што лифтот кој што јас кога бев студент не работеше, па конечно го направивме, има простор, по сите стандарди е направен како што треба да може да се влезе со
количка и направивме санитарни јазли за тоа. Направивме исто така доста во делот на енергетската ефикасност, односно енергетски ефикасни фасади, прозори и имаше доста работи кои што на вистина бараа сериозна посветеност. Од аспект на она што јас имам учествувано, имаме неколку темпус проекти, FP7, Еурека и Horizon 2020 на меѓународно ниво. Од овие што се проекти кои што ги работевме за студентите, отворивме посебна училница за нив, за да они можат своите креации и идеи да ги претворат во производ. Им дадовме училница во која што им дадовме алат, им дадовме 3D принтери, во тоа време беа реткост, сега веќе има премногу на нашиот факултет, но ете тоа беше чекорот како тргнавме и тоа ни даде еден сигнал дека студентите на вистина кои ќе се обратите кон нив со едно внимание кое ќе им се посветите, резултатот е феноменален, фантастичен. Значи, не доаѓаат овде колку за да го одседат предавањето, туку доаѓаат овде колку за да научат нешто и да направат нешто. Многу повеќе се вложуваат кога им се обрнува внимание. Конкретно имавме еден сериозен проект кој што го работевме и направивме 4 возила за фирмата Green Machine. Тоа е во соработка со компанијата Брако. 2 нови возила електрични се произведени со комплетно проектирање од страна на тимот на Машинскиот факултет во соработка со тимот на Green Machine, односно на Брако, уште 2 други се преиначени за од погонскиот мотор кој што беше со внатрешно согорување, направен со мотор на електричен погон. И уште нешто околу начините на управување, односно начинот како сум научил да менаџирам. Значи, мора секогаш да има мерливост на резултатите, да се управува со интегритет. Пристрасното и субјективизмот не се нешто кое што јас го прифаќам во начинот на управување. Мора да се биде конзистентен и прецизен, импровизациите ги тргаме на страна, апсолутно не проаѓаат во ниедна варијанта, а тоа е она за кое што јас зборам дека беа важни стандардите на почетокот. Стандардите не научиле дека мора да биде се во еден правец, во една линија, нема отстапување, ако сакаме да имаме позитивен резултат и сето тоа се применува во начинот на управување, барем кај мене и кај луѓето што се околу мене со кои што соработуваме. Одговорност и отчетност секогаш. Ако нешто не помине, не е така како што сме замислили дека треба да биде, ќе тргне надоле низ брдо што викаме, тука стојам со лична одговорност и велам дека да, ова беше вака, грешката е моја, се признаа грешката, фала на довербата до сега, дајте да најдеме човек кој што ќе продолжи понатаму да ја тера работата онака како што треба. До сега не ми се случило, некако можеби сум имал среќа да ги истургаме сите работи до крај. И секако, она што е клучно и за кое што цело време дискутираме се јавноста и транспарентноста, кои што сега за сега мислам дека не се на она ниво кое што е потребно да го има нашиот универзитет, така да таа селективност во информираност и информирањето треба да се сведе на нула. Програмата не знам дали ја добивте сите. Јас се потрудив некако на некој начин да стане достапна до сите членови на академската заедница, и до студентите, и до професорите, но не знам дали на секој факултет е дистрибуирана како што треба. Па така да јас сега можам само да ја кажам визијата која што ја имаме, затоа што времето ми е ограничено и тука некаде треба да привршувам. Значи, она што јас сум го почувствувал дека ние навистина знаеме да констатираме проблеми, но ретко кога ги решаваме. Ретко кога ги решаваме. Тоа можеби не е наша вина. Ние имаме капацитет, имаме потенцијал, имаме енергија да го сработиме тоа, но некако веројатно од другата страна не препознаваат како сериозен играч. Тоа треба да го смениме. Мора да го зајакнеме институционалниот интегритет, односно да си го вратиме она достоинство кое што секогаш сме го имале и мора да бидеме фактор на влијание во државата. Ако сето тоа го направиме, имаме онаа тројна добивка. Значи, државата ќе мора да инвестира
во науката. Кога зборам науката, тука збориме и за образованието, односно збориме и за инфраструктурата, збориме за буквално дека без пари нема наука. Скап спорт е науката и мора да се негува. Ние сме огромен универзитет, голем универзитет, разноврсен, имаме многу различни области кои што ги покриваме и имаме различни потреби. Не може да бидеме унифицирани и да ни важат истите правила за сите, така да ако успее државата да инвестира, ние како наука ќе испорачуваме и тоа знам дека можеме да испорачуваме, нормално тоа ќе и натера младиве да останат дома и да работат во една убава нормална средина каде што ќе има и меѓусебно почитување. И нормално меѓународната видливост мора да ја зајакнеме. Прв чекор може да биде преку школата за докторски студии, да видиме, никој не спречува, ние велиме да, овде е во правилникот вака напишано или во законот е вака, може коментор, не може коментор, еднаш може вака, еднаш може така. Никој не спречува да ние викнеме и поканиме човекот надвор, да биде, ако не формално и неформално вклучен во целата таа работа, да го пратиме нашиот студент на еден одреден престој таму. Тие финансиски средства секако можеме да ги обезбедиме, но генерално ако тргнеме од таа школа да ја трансформираме малце, да ја подотвориме кон надвор, можеме понатаму и со научни проекти, и со апликативни проекти да излеземе на пазарите и да станеме малце попрепознатливи. Значи, еве, горе-доле тука ќе завршам, столбовите ги имате веројатно кај вас во програмата или ги немате, може да ги кажеме, но еве ако институционална гордост и идентитет, студентот во центарот, наука и интернационализација, инфраструктура, безбеден беден на знаењето, поготово овде сега кога сме, можеби ќе ми замерат колегиве од овде, ама морам да го кажам и тоа, дека малку имаме проблем со одредени локации, и нормално финансии и иновации. Еве, дали беше премногу долго? Супер беше. Да, поштено. Професоре, благодарам. Наистина концизно излагање, јасно, и тоа е некаква увертира вовед вашата комуникација со публиката. Јас она што сакам да го истакнам е дека имаме програма од кандидатот и јас не помнам некој кандидат волку да дистрибуирал програма да скоро до секој член на нашата заедница на УКИМ, така да и програмата ја прочитав со задоволство, ја прочитав на интернет и програмата на другиот кандидат. Многу ми е жал што не е тука да си ги судрите вашите аргументи и мислења, но сега давам збор на публиката. Повелете, прашајте го кандидатот за ректор пред вас. Нема прашање, благодарам. Повелете, прашајте се што ви интересира. Да, еве, јас ќе кажам, Затоа се значи, оваквите трибини. рековте да ги спротиставиме аргументите со актуелната ректорка. Јас секогаш сум да најдеме компромис, не да се спротиставуваме. Да најдеме решение заедничко да идеме напред. Не, аргументите да си не и на крај компромис ки има. Многу е гласно ова никако. Вака сега во Представете се. Здраво, јас сум на студентите на ФДУ, сум председателка на факултетското собрание при ФДУ и простете ми вчера што не бев на таа дискусија. Меѓутоа, јас имам неколку прашања во контекст на културно-уметничките факултети. До сега во програмата на УСС, кој е дел од ИКСА фондот, нели, културно-уметничките факултети немаат посебна гранка и упорно се некако занемарени. И тоа е една, мислам дека, многу глупава работа. Апсолутно. Големата програма е исклучиво фокусирана на финки, на машински и на тие факултети кај што има дигитализација и огромно лошо буџетирање на сите тие средства. Нашите средства за сите културно-уметнички факултети се драстично намалени во последните неколку години, од буџети од 250.000 динари по културна активност до 120.000 динари. Паралелно тие буџети ги делиме со другите факултети кои немаат баш такви културни активности како што ги имаме и ние факултетите за уметност. Конкретно за ФДУ имаме прелошо буџетирање.
фестивали од типот на Скумрахи кои постојат повеќе од 40 години добиваат минимални пари, а една од работите е интернационализација на програмата на УСС, каде што ние имаме гости од цел свет и немаме кај да ги сместиме, додека одредени факултети добиваат буџети за македонска вечер, што е апсурдно да се има. Како планирате да ги интегрирате културно-уметничките факултети, не само ФДУ, малку повеќе во целата програма на УКИМ и малку да ги заекнеме и ние, затоа што не се работи само за дигитализација и за информатика, него мислам дека, како што кажавте, ви имаме огромни различни гранки на факултетите. Благодарам. Благодарам за прашањето. Че видите, ова е вечна тема и вечна борба на универзитетот, од која страна ќе дојде финансирањето, како ќе дојде финансирањето. Знаете кога се случуваат тие работи? Кога сме тенки со пари, па тогаш кој има пари, веќе никој не се секира и не дискутира. Да, факт е дека ИКСА на времето е формирана токму за културно-уметничките. Сега, не може да кажеме дека само културно-уметничките се важни студенти, не може да кажеме дека се само маженски важни, подеднакво се сите важни, затоа реков подеднакво сите гранки треба да ги развиваме. Може би треба да најдеме поголеми финансии, значи да ги наполниме фондовите, или да направиме можеби два различни дела, каде што ќе финансираме еден дел од културно-уметничките и спортските активности, како што беше тоа, друго можеме техничко-технолошки, биотехнолошки и така натаму, но сепак мора да има соодветен рамноправен третман на активностите на студентите. Да, каде може да се најдат студентите со своите проекти кои што би требало да бидат платени. Има каде може да се најдат. Значи, сите оние работи кои што ние сме ги правеле и за јубилеи, и за промоции на доделување на дипломи, и за прв свечен час, зашто да не ги ангажираме нашите студенти и на нашите студенти да им дадеме хонорари за тоа, конкретно. Значи, дали тоа ќе биде студенти кои што ќе отсвират на клавир нешто или на чело, или дали ќе дадат некој дел од представа, или дали ќе направиме една изложба кај што ќе се случува тоа, и на тој начин може да се направи, но не би сакал да правиме разлика меѓу поважни и помалку важни студенти. Сите сме на исто ниво, како што и поважни и помалку важни гранки и насоки не постојат. Нема. Едноставно, сите се многу тешки и сите, ако се студираат со љубов, се многу лесни. Така да треба да се воведе едно правило да рамноправно добијат согласно потребите кои што се. Да, знам дека кај вас можеби се во драмските уметности нема да погодам точно што ви треба, но знам дека во ликовните имаат вајарство, работа со материјали секојдневно. Имаат и заварување, имаат и мрсни бои. Вамо на музичката академија имаат музички инструменти кои што се исклучително скапи. Така. И за нив треба да има и жица, и не знам, треба да има и не знам како се викаат, клавиши и што е да се викаат. Тие делови стварно не разбирам од музика многу и од инструменти, но секогаш има нешто што предизвикува трошок. Кај вас предпоставувам има и шминка, и светло, и не знам, гардероба и останати работи, која што исто изискува многу пари. Но треба да знаеме дека има и кај нас на Машински епрувета која што треба да се скине, која што кошта, треба да се купи мерна опрема и така натаму и така натаму. Значи секој си има своја цена, си чини, и тоа што сме го избрале ние да го студираме и да работиме натаму во животот е наша определба, а да, онаму каде што не може да се обезбедат средства од факултетите, а тоа се факултетите кои што имаат индивидуална работа со студентите и кои што не можат да обезбедат големи средства од парите кои што ги оплаќаат студентите за финансирање, односно кофинансирање, тука ќе треба веројатно малце на различен начин да гледаме и да направиме распределби кон тие факултети да учествуваат во студентските потреби. Така да, иксата може да се разгледа, да се подели и да се направи еден нов правилник за распределба, но во тој дел дека има поважни и помалку важни не се согласувам. Добро. Друг? Мојси. Ајде. Овали.
Гордана Пуп-Симонова, членска карта број 2 НАКС. И од оваа позиција некако вработена на на Факултетот за земјоделски науки и храна, туку како член на НАКС ќе го поставам следно прашање. Дали вие на Машински факултет имате синдикална организација и кои евентуално синдикални организации ги имате? Дали имаме на Машински факултет синдикална организација? Да, знам дека има. А која е името на синдикалната организација? Тоа е синдикалната организација која што беше, ја не можам да го кажам името, искрено да ви кажам. Меѓутоа, не знам дали имаме од НАКС, не сум слушнал дека имаме од НАКС Огранок или Гранка, а овој е новиот синдикат универзитетски кој што беше формиран пред 5 години, така некако. Универзитетскиот синдикат, така некаде, од тој период се сеќавам дека беше формиран. Дури и тој многу тешко заживеа, но сега кога што слушам дека има еден поголем број членови кои што членуваат. Така, има поголем број членови за тоа што секој ново вработен бива веднаш врбуван да се зачлени во синдикатот. Добро. Ако станете ректор, како мислите, знам дека се коси вашата функција со функционирањето на синдикатот. Евидентно не се косела претходно. До сега. Јас не верувам како не се косела. Сега, затоа што сум професор, не се коси. Не. Зборам за минатите ректорски постави. Да. Добро. Чисто да обрнете внимание. Второто моje прашање е многу екзактно. Колкав е функционалниот додаток на председателот на Совет и на ректорот? Ева, првото прашање беше околу тоа како да се... Не е прашање, чисто е Констатација? Совет. Да. Добро. А второто е колкав е додатокот. Еве, апсолутно немам никаква представа која е таа сума. Навистина. Ако беше ова некое прашање дали јас трчам по тоа, апсолутно не знам колку е. Не знам дали ми верувате. Искрено ви кажувам. Јас тоа не ме никогаш ни повлекло, ни заинтересирало. Искрено ви. Па јас нешто начув дека председателот на Совет е 90.000 денари функционалниот додаток. На Сенат. На Сенатот? На Сенат. Во колективниот договор веројатно е тоа регулирано, не можам да тврдам, навистина не знам колкави се додатоците ниту за ректор, ниту за проректор и ќе биде само нагаѓање и нема да биде честно кон никого. Навистина не знам. Добро, ако ми текне уште нешто ќе го Знам потпрашам. вака, еве да ви кажам, што знам. Знам дека јас како член на ректорската управа зимав 4.000 денари месечно, односно по седница, затоа што имаше како декан на Машинскиот факултет, но тоа го зимаа сите останати колеги. За ректор, проректори, апсолутно не знам. Ќе се слушате дека е малце многу. Па не, ама прво да се служиме дали е вистина. А, тоа да, тоа секако. Затоа. Макар што мислам дека е вистина. Сега ќе го дадам микрофонот на членска карта број 001. Ќе дојдеме и до Джеймс Бонд. Добар ден, јас сум Маја Стевановиќ од Факултетот за драмски уметности. Не знаев... Погласи. Не знаев што ќе прашува членска карта 002, но овие прашања ја отвораа темата на транспарентност и отчетност во работењето на универзитетот, особено во делот на финансиското работење, кое што моето лично мислење е дека со години е една од прилично слабите алки во работењето на универзитетот. Ние се видовме вчера на представувањето ваше на Факултетот за драмски уметности, дел од прашањето ќе повторам, што ви го поставив и вчера, сега пред овие колеги. Дали како ректор ќе поддржите иницијатива да во статутот на УКИМ биде предвидена транспарентна и инклузивна постапка за распределба на средства од буџетот на државата кој што универзитетот го добива
кои универзитетот ги добива, а до сега се делала во затворени кругови меѓу ректор и одредени моćни декани или единици. Дали ќе поддржите во статутот на УКИМ да биде дефинирана постапка за не постапка, туку да биде дефинирано прецизно како би требало да изгледа финансискиот извештај на универзитетот со сите програми, подпрограми, позиции и така натаму, за да не доаѓаме во ситуации да поставуваме вакви прашања кои што се многу често теми што се разговараат по кулуарите и на крајот на краиштата да во ситуација кога нема баш многу пари, сите се чувствуваат онеправдани, но во ситуација кога нема многу пари, ама нема ни правила на игра, ниту има критериуми, тогаш сите се чувствуваат уште понеправдано. Онеправдано. Ние сме колеги, возрастни разумни луѓе, универзитетски професори. Ми се чини дека е крајно време да се постават стандарди и критериуми на овој универзитет, транспарентно меѓу себе да се разговара во интерес на развој и придвижување напред на целиот универзитет, а не на парцијални интереси. Благодарам. Значи, конкретно, дали ќе поддржите во статутот на УКИМ да бидат на ваков начин дефинирани и решени овие теми кои што се исклучително важни? Биде вака, јас како размислувам. Значи, прво, мора да направиме ние нешто да бидеме потранспарентни. И јас не сум задоволен на транспарентноста на УКИМ, без разлика дали се тоа финансиите, дали се тоа распределите на мобилностите, дали се тоа распределите на проектите. Не велам дека треба да стојат вака и да лицитираме и да правиме, значи некој на вистина кој од таа област нема што барам јас од медицина да правам и да се буткат, значи со критериумите сите што ќе бидат, да може да се аплицираат, да се одат на времено известување. Денеска сме сведоци дека има некогаш затајување во известувањето, кога имаме повици, какви повици имаме и кои проекти ги имаме. Од аспект на тоа дали ќе ставиме нешто во статут, јас и минатиот пат реков, да, ние можеме да ставиме да се сложиме во статутот се да стои, утре ќе дојде некој друг и ќе го тргне тоа статутот, статутот е жива материја, може да се менува на начин како што е донесен, може да биде сменет. Но она што е клучно, апсолутно се согласувам дека мора да има критериуми и она што е мојата идеја и мојата визија како треба да функционираме со распределата на средствата, значи нема моќни и немоќни декани. Сите декани се на исто место, во иста ректорска управа седат, сите декани представуваат некој факултет, а кажавме дека сите ние сме подеднакво важни за да функционира универзитетот. Значи, мора да има листа на приоритети. Таа листа на приоритети треба да ја направат тие што седат таму. Кој повеќе може да знае од деканите. Така, затоа сме ги бирале. Затоа и кај нив палката треба да дојдат со целосна листа на приоритети кое што е за секој факултет, односно за секоја единица, да не ги забораваме институтите. Така, значи секој треба да даде и треба да седнеме таму и да расчистиме што е приоритет, што не е приоритет. Ако овој кров овде прокиснува, и ако не може да се држи настава, сигурно дека е многу поважно да се среди тоа и да се обезбедат условите за студентите и за студирање, отколку да набавиме некое возило, кое што нели не се случило со година да го набавиме, меѓутоа можеби може да поддржиме уште 1-2 години некој компјутер да работи, па потоа да го замениме. Но ако ни е исклучително значајно некоја опрема која што ни треба за истражување, која што ќе донесе сериозни средства, тогаш ќе оди погоре. Да, критериуми секако, а доколку значи академската заедница смета и даде иницијатива и даде предлог, секако дека ќе се подржи предлог за да се тоа имплементира во статутот. Но крајот, знаеме како завршува. На крајот завршуваме со тоа, нели, ние сме демократско општество и на крајот ќе дојдеме до фазата на гласање. Не можам да ви ветам дека ќе се смени, но да, ќе поддржам иницијатива за све што е транспарентно и што е со мерливи критериуми. Значи, според мене треба да се таа зграда во ректоратот да не ја чувствуваме ние како председателска зграда, него зграда на сите нас. Тоа да го направиме, ако тоа успееме, све сме успеале.
Се согласувам, јас и така кажувам, ние некако ректоратот го гледаме како нешто да не припаѓа во универзитетот. Не ректоратот е универзитетот, тука е таа куќа за сите. Мнозинството го има тоа чувство. Да пробаме да го сменим. Да пробам. 007. Позади, ајде да малце размешаме од НАКС позади колегата Бара. Не, добро е заради снимката. Ама овој тропа За микрофон. снимање. Добро вечер на сите. Јас сум Игор Сековски од Факултетот за ликовни уметности. Со колегата Цветковски доаѓаме, мислам, некој од најсиромашниот факултет на Универзитетот на УКИМ. Може би не е чисто наша вина, но има и некој дел и од наша вина, но како и да е. И бидејќи никако држава постојано се бориме нели со идентитет, докажување на идентитет, а според мене и секаде по светот идентитетот се покажува надвор од државата и се брани идентитетот со културата. За жал, кај нас најмалку се вложува во културата. Единствените ликови што излегуваат како имења од нашава држава се од култура. Почнувајќи од филм, од музика и од уметност. Ќе ми извините за другите професии, но не можеме да се пофалиме со големи научници во ретки се некои случаи нормално, со надворот нели од уметноста. Факултетот за ликовни уметности се наоѓа во 3 објекта. Едното е на Педагошката академија, позади него во ателијата скулпторски, кои што се адаптирани бараки бивша менза на УКИМ во крајот на 90-те години и кои што се во една очена состојба. А бејќи јас сум раководител на катедрата за графика и трансмедиски практики, која што е сместена во објектот Сулијан, иначе објект од прва категорија културно наследство во нашата држава и е објект кој што е 600 години стар. Значи, тој објект за време на земјотресот во Скопје бил комплетно разрушен, после реконструиран, но од кога е реконструиран, државата не придонела со ништо тој објект од прва категорија да се заштити. Во моментов имаме проблем што покривот на тој објект, кој што е многу репрезентативен или вака од надвор, но тоа може да кажеме како е љуш под јајце, нели тоа изгледа многу интересно од надвор, но внатре имаме огромни проблеми. Прокапување на покрив на неколку страни од објектот, неколку вертикали, проблеми со канализација, водовод и така натаму. И не сакам повеќе да ве замарам. Дали вие како ректор, бидејќи тој објект спаѓа под заштита на државата, ние пробавме некои комуникации со градскиот завод, СН, како се вика управа, градска управа за заштита на споменици, се извинувам како го сгрешам точниот назив, да се направи проект кој што нели ќе треба да се реконструира објектот. Бидејќи условите за работа се не знам како да го опишам. Надвор од секога поимање за академско работење внатре. Дали вие како ректор, ама тоа веднаш ако дојдете на таа функција, би превземе најитно да се реши тој проблем? Ова имам уште 2 прашања, 3, прво да ми одговорите на ова прашање. Само ако може да повторите, што дали ќе реконструкција и поправка на објектот. Таму во програмата пишува многу работи, јас не очекувам и не инсистирам да биде прочитана нормално, и таму се исто само некои главни поенти ставени, но пишува дека ќе формираме некој економски совет, ќе формираме некако солидарен фонд, ќе смениме нешто во начинот на финансирање, но овие работи нема да помогнат за таа болка ваша. Се цело време си викам, кај ми текна да го спомнам Кровов, па ви дав идеја да ме прашувате за Кровов што тече во Сулијан, но генерално е сериозно прашањето. Видете, таму треба сериозна реконструкција. Што можам да направам? Не можам да ви ги ветам парите, затоа што прво, нели, тие се сериозни пари кои што универзитетот не може да си ги дозволи. Но дали можам да се ангажирам и да барам начин како тоа да се направи, апсолутно секако. И нормално, како што реков, таа листа на приоритети мора да се направи и да се процени заеднички што е прво на дневен ред, да можеме тоа нешто кое што ќе го направиме да ни носи некакви приходи, кои што приходи потоа можеме да ги ставиме овде. Ако немаме на листата прво, тоа ќе биде прво. Зашто?
Затоа што, еве, како што кажавте, културно наследство, 600 години стар објект, и тука ценам дека е државата таа која што треба да инвестира, а јас сум тој кој што нели нормално, ако дојдам на таа функција, заедно со тимот, како што опишувам, треба да се посветиме на обезбедување на финансии за да може универзитетот нормално да функционира. Апсолутно многу ми смета кога се недовршени работи и кога не функционираат, така да таков човек сум по природа, да, секако дека многу ќе се заложам за тоа. Уште две прашања. Видов дека во вашиот мандат, сам ви честитам, тоа сте успеале да кај вас на факултет се вработат 47 што професори, најверојатно што технички кадар, претпоставувам. На нашиот факултет, од кога сум ја на факултетот скоро 4 години, 6-7 професори заминаа во пензија, дел замина од техничкиот кадар, а заменети сме со 4-3 професори нови. За 2-3 години уште 5 професори ќе одат во пензија. Бидејќи вчера бев на вашата презентација на Драмскиот факултет, спомната дека како УКИМ ќе настапуваме заедно да ги покриваме сите, да настапиме за да се покријат сите колку што се може, нели, тие дупки во наставниот и техничкиот кадар. Јас и на некои од интервјуата сега, пошто сум многу модерен у етерот, па прашуваат, темата е исклучително значајна за универзитетот, па има интерес. Имам кажано дека најдобро решение би било законското решение, кога би можеле ние, вака, јас сум некаде на 55 години, за 2 години имам 57, и на 57 да можам да добијам замена. Што тоа значи замена? Овие млади студенти што седат овде, тачно ќе дипломираат, да можеме од клупите да ги земеме и да почне тој еден професор да ги обучува во наредните 10 години да изгради кадар, да изгради нов студент, оти само така е тоа таа проста репродукција што ја викаме. Ние проста да репродукција викаме, не, ја ќе одам во пензија, дајте ми ново дете. Не може така. Што ќе работи тоа? Кој ќе го научи? Кој ќе го обучи? Значи би требало барем 10 години пред пензија да имаме можност да добиеме наследник. Не мора мој наследник да биде, нели, ние имаме на катедрите по повеќе професори, но барем да имаме оној дел кој што ќе има простор да тие пораснат со нас, да научат како да се однесуваат со студентите и да може да работат. Но тоа е законско решение сега. Токму тоа е идејата. Оно што кажав јас, интеграција и еден дел на таа гранд промоција што ја пишува. Ако ние успееме да се обединиме, ако стварно успееме да се обединиме, ќе бидеме силни. Јас и вчера го кажував примерот, нели, изгубljeni Dream Team сте го гледале и јасно ви е како почиња, небитно сега тоа. Мора да ја покажеме силата пред државата, апсолутно. Со 5000 студенти на прв свечен час, со 10.000 луѓе на додела на дипломи, со една маса професори и студенти кои што идат, ние стануваме сериозен фактор во државата. Ние сме големи и тогаш можеме да излеземе со нашите барања и со нашиот заеднички универзитетски став, и тогаш можеме да промениме закон и да инсистираме да донесеме закон како што сакаме. А кога и учествуваме еден по еден и немаме координиран став помеѓу сите единици на УКИМ, не знаеме еден бара едно, друг бара друго, не сме координирани, тука имаме проблем и многу лесно државата не отстранува од игра. Така да, тоа е единствениот начин. Само обединето, заеднички настав, и тогаш ќе можеме да се избориме за тие правила кои што сакаме да важат за нас. И автономија во делот на креирање на студиските програми. Јас постојано тоа го зборам. Зашто? Мене ми е тоа мачно. Зошто ми е мачно? Ние имавме еден дел каде што зборувавме за поставување на 40% изборност. Или имавме еден период кога законот не дозволуваше да бидат 3 годишни академски студии, него мораше да бидат 4+1. Па потоа се смени закон. Знаете што тоа значи? Она што сакаме да правиме интернационализација и да правиме двојни дипломи, double degree или joint degree. Што да му кажам ја на тој таму?
Чекај, дечко, се извини, не може ние да правиме вака, 3-годишни студии, пупу, не важи, ќе правиме 4-годишни. Како да ти дадам диплома и јас и он, а он таму 3-годишен, ја имам 4 години. Значи, прво тоа слобода треба да си избориме, не да правиме што сакаме, ама да правиме тоа што треба и да можеме да го правиме на едно високо академско ниво, со една висока академска слобода. Потоа ќе дојде и финансирањето, автономијата, потоа ќе дојде, нели, и ова што зборуваме, да можеме да вработуваме луѓе, односно нови членови на факултетите, од асистенти или помлади асистенти сега како што овозможува законот, за да можеме да ги градиме и да напредуваме. Не, знаете што ми е зборот? Само Има малку како може да се замешам јас во Многу сум долг. ова, бидејќи ова прашање зависи пред се од законско решение. Така е, Значи, не зависи од ректорот, него зависи од законот и тоа за високо образование и научно-истражувачка дејност. Значи, вработувањето. Вработувањето. Значи, едно од клучните барања во новиот закон за високо образование и научно-истражувачка дејност беше да се вметне член за автоматско вработување по основ на пензионирање или по друг основ губење на работно место. Значи, последниот состанок кај министерката бурен беше во однос на ова прашање, коректен, ама бурен, каде што ние повторно го изнесовме ова прашање, бевме одбиени дека тоа се косало со некои други подзаконски не знам какви акти и го предочивме фактот дека тоа функционира за основно и средно образование. Кога го разбраа тоа, министерката мислам дека и сама не знаеше за тоа, ги праша сотрудниците, точно е тоа, функционира тоа, зошто викаме не функционира кај нас? Не, видите, професоре, малку е чудно да во еден мандат на еден декан на Машинскиот факултет се вработат 47 луѓе. Пред една недела дознав пред некој ден од факултетот Финки, колега, кој ми кажа дека во извинатиот период се вработиле 16 вработени, нови членови, а ние не можеме хигиеничарка да донесеме на факултетот. Тоа и го постави прашање јас на министерката директно. Зборот ми е дека на страна законот, дека има некои си со приоритети. Најверојатно. Тоа го поставив. Викам, дајте министерке во последните 5 години, викам, не во вашиот мандат од 2, него во последните 5 години да ги даете сите имиња и презимиња на тие што се вработени во високо образование. Тоа што можеме ние анализа да направиме. Викам, како очекувате вие да давате на некои факултети места, од природно-математички факултет, исто ни едно место немаме добиено. А Природно-математички факултет е водечки факултет во научно-истражувачка дејност во државата. Водечки. Значи, ние сега воведуваме критериуми, сакаме да подигнеме рейтинг на универзитети, значи, природно-математички е водечки тука и не добива ни едно место. Значи, ние ќе го дигаме рейтингот на универзитетите, во случајов УКИМ, ама други ќе добиваат работни места. Не иде тоа така. Тоа отворено и го кажавме на министерката. Значи, ти треба некои работи тука да се менува. И не ми е јасно зашто се толку ригидни, или јасно, не знам, не го дозволуваат тоа. Значи, многу едноставно, ние не бараме нови работни места. Си изгубило работно место, автоматски ново. Тоа работно место го имал, се финансирал, пари за тоа се обезбедени. Не треба да има прераспределба од мојот факултет на друг факултет да идат тие. Тука е проблемот. Молам? И уште едно прашање, дали планирате да донесете уште едно проректорско место за уметнички факултети? Значи, видите вака, новиот закон кој што е во поставка сега да се донесе, предвидува 6. И предвидувал или не предвидувал, се едно, сега се 4. Не може да нешто се ограничи ако ние се договориме дека сакаме да направиме нешто. Нема да го викаме проектор. Мислам, че викаме проектор, може нема да биде во таа формација. Зошто? Ке си биде човек кој што ќе биде задолжен за уметностите, културата и спортот. Мојата идеја е таа. Значи, ние имаме разлика во функционирањето. Како? Спортот дојде на страна. Зашто го кажувам спортот, ќе ви кажам. Значи,
Точно, не е истата проблематика, но не е истата проблематика со ниеден друг факултет. Каде е мојата поента? Мојата поента е дека вие имате индивидуална настава. Сите три. Ние немаме. А спортот има. Вие имате колка број на студенти? Толка број на студенти носат и они. Вие имате потреба од инструменти, реквизити, материјали. Тие исто. Тоа ве обединува. Тоа ве обединува. И на крајот, знаете што? Сите ги чекаме на плоштад, кои се вратат под триумфална капија. Како што сите се радуваме кои ќе имаме 2 номинации за Оскар. Ама сега тоа е, дали ги чекаме или не ги чекаме на плоштад, кажувам дека и тие имаат своја тежина и имаат блискост и зошто јас тоа го кажувам. Така да, ние можеме да имаме проектор за секој факултет. Ама треба малку да најдеме некој начин како да ги изгрупираме, а јас овде сум нашол дека можеби, да, тие што се грижат. И ова што го кажуваат студентите наши, икса, тамо е и спортот. Така. Добро. Маријана. Добар ден на сите. Јас сум Мира Бекер од Филолошкиот факултет. Јас се извинувам, бидејќи не сме малку по едно прашање поставувајте, за да може комбинација ми е да добро. се искажат. Комбинацијата ќе ја направам. Значи Филолошки факултет, редовен професор. Прашањата ми се некако поврзани, првото е од областа на хуманистиката, а другото ми е да, владата наспроти нашиот интегритет. Океј. Позицијата на хуманистичките науки исто така мора да се зацврстува, ама на секаде, на светско ниво паѓа. Знаеме дека нели доста е ризично дали ќе обстојат некои студиски програми, не е тоа само нели во Македонија. И сега, во момент вие кога на хуманистичките науки им кажете комерцијализација на знаењето, нас ни се дига коса. Од хуманистика и комерцијализација ни е контрадикторно. Како го гледате тој спој? Значи, како да се зајакне статусот на хуманистиката и што точно значи комерцијализација на знаење за хуманистичките области? А второто прашање ми е, цело време зборуваме сите ректори, ќе имам интегритет, нема да потпаѓам под политички влијанија, владата ќе ми биде противник и одеднаш потоа консензусот станува начин, односно играње на линија на помал отпор. Дали ректорот ќе има интегритет ако утре влада рече затварам наставни програми, затварам факултети, бидејќи со новиот закон навистина се јави стравка е нас дека ќе имаат моќ да управуваат со затварање, отварање, прераспределба на студиски програми, која е тука силата да ректорот застане и шо велиме. Прво ректор, после премиер. Дали ќе може тоа? Јас би сакал тоа да се врати и едноставно се што пишувам во таа програма се темели на тоа. Вие сами кажавте дека, односно не вие, не го кажавме овде, помогни, понемогни. Не. Што велам ја? Мора да се интегрираме. Ако се интегрираме, да, може. Еве сега, колешката Анета ја гледам, она беше дел од таа ректорска управа, често пати јас сум кажувал, ректоре, не ни оди работа, не препознава државата. Не препознава државата. Ајде да се договориме што ќе правиме со државата, сите заедно. Ама немаме можност да добиеме повисоки плати, немаме можност за ова, немаме можност. Добро, тогаш да престанеме да работиме. Така. Че не се плашам од радикални мерки, апсолутно не се плашам, но нормално не сум човек кој што сам ќе ги донесе тие одлуки. Да, дали моето столче е важно, апсолутно е неважно. Небитно е. Битно е да оди напред универзитетот и затоа зборам, мора да се интегрираме, мора да бидеме силни, мора заедно да настапиме и тогаш може да промениме нешто во тој поглед. А што се однесува до комерцијализацијата на хуманистичките, еве, јас да ве прашам, што вие работите на факултетот? Која е вашата област? Во областа на применетата лингвистика, солидарите се зборувате со грешката Анета, некако хуманистиката е најподложна да вреднува во комбинација со други. Така, меѓутоа, дали тоа води до реалниот живот во навистина? Ама, еве, вие кога ќе ги школувате вашите студенти, што тие работат во животот? Повеќето се насочени да бидат наставна насока, преведувачка
Така, Да, не сака точно децата е. да влезат во настава. И се ние тоа треба да го подигнеме исто повторно на многу високо ниво. Така е. Јас ми се прашувате како универзитетот да заработува од вашата професија. Може многу лесно, затоа што нас ќе ни треба едукација на овие наши млади асистенти како да се однесуваат. И не само од вас, и од педагози, и од све, за да имаме пристоен однос на нашите асистенти и професори, а за тоа зошто да не платиме? Зошто внатре сме во УКИМ, така? Значи може да се комерцијализира. Има начин, само треба да сакаме да го комерцијализираме тоа. Не викам ја денес сутре одете веднаш. Седнеме, ќе најдеме план, ќе најдеме начин и ќе кажеме ова вака треба да се заврши за подобра иднина на универзитетот. Кој ќе го заврши? Па нема да земам некоја си фирма од надвор за да ми ги учи. Па вие ќе дојдете. Вас ќе ве платиме. Како универзитет. Така, можеме тоа да го правиме. А утре ќе дојдат фирмите и ќе ве побараат нив да ги научите. Не да здраве во правен факултет. Јас имам едно прашање кое што допира до нешто што вие го зачнавте и рековте добро би било на 57 години да се добие подмладок кој што професорите ќе го учат како да станува добар професор. Генерацијата на професори или на наставници на УКИМ во моментот е аналогна. Генерацијата која што учи од нас е постдигитална, нака и AI native. Не сум сигурна дека сме добри учители на оние по нас како треба да предаваат и како да им пристапат на овие генерации со кои што немаме генерацијски јас, имаме комуникацијски јас. На различни јазици зборуваме. Дополнително има уште една замка, не секаде, во ова кога професорите директно го креираат својот подмладок, а тоа е никако дека малку она критичка мисла чија што поента, развојот е тука во високото образование, понекогаш и некаде, не се сите Сократ и Платон, знае малку да биде, да не речам стишана, ама канализирана. Нешто во таа насока, бидејќи објективно во моментот на младиот наставен кадар, а и на не така младиот наставен кадар, на УКИМ нема можност да ги развива своите педагошки вештини согласно потребите на оваа Beyond Digital генерација. Благодарам. Добро, сега јас па ќе кажам 55 години не е малце. И од 35 години до 55 години исто имаше сериозен прогрес. Сега тоа е многу поизразено, технологијата многу побрзо напред, имаме вештачка интелигенција, јас и за тоа пишам дека ние мора да се едуцираме. Значи не да ги едуцираме студенти, и ние да се едуцираме тоа да го користиме, и тоа има начин како да се направи. А од друга страна, нели, и вие, професорке, творите и работите и со помлади од вас. И години наназад и доаѓаат и помлади, па наоѓаме заеднички јазик како да ја развиваме науката. Науката. А да, тоа е сега како кој се чувствува и нели викаме дали ќе му го задржиме вниманието поише од 3 секунди или нема му го задржиме вниманието, се други работи. Ние примаме асистенти или помлади асистенти и ги градиме да станат професори. Методите, какви, односно алатките што ќе ги користиме, да, можеби сме ние диносауруси во однос на нивното знаење и вештини, но пак искуството што го имаме, како се пренесува знаење, мора да им го дадеме. И мора да пораснат покрај нас, да го изодат тој пат, затоа што јас не знам, барем сега за сега не знам, некој асистент кој што пораснал во професор, а да не напишал труд со својот професор. Или трудови со својот професор. Значи, мора да има линија на тоа, а дефинитивно и таа наша едукација мора да продолжи. Значи, ние мора да се надградуваме како професори секојдневно. Вие знаете како ги тестираат на запад професорите. Не е тоа само критериум high индекс или нешто. Ќе дојде комисија, 5 члена, 9 члена,
Ајде, добар ден, дај да видиме зашто ова го нема оваа книга, оваа метода ја знаете ли, ја имате ли оваа метода, го евалуира професорот, дури тогаш може да стане да напредува со нивото. Не се само трудови опрашања, така да може тука треба да поработиме малце повеќе. Пак ја се извината. Вака сега, сакам да се надоврзам со професорот, не знам како вие имате, ама од ФЛУ. Прво, групирањето на културно-уметничките факултети со спортот и повеќето наведени причини кои ги дадовте зашто се ние групираме се инструменти, реквизити и материјали за работа. Прво, сите факултети имаат подеднакво материјали за работа, дали тоа било алат за цртање, дали тоа биле компјутери, така да мислам дека ако веќе се групираме, треба да се групираме малце попаметно, затоа што култура и спорт се сосема две различни работи, и ако само материјалите и инструментите не врзуваат, мислам дека тоа не врзува и со ПМФ и со сите други факултети, така да групирањето ќе го ставам на страна и сметам дека тоа е една од работите што апсолутно мора да се смени. И сега неколку пати исто така спомнавте дека ќе има критериуми за транспарентно работење. Мене ми е прашањето како планирате, прво кои ќе ги поставувате критериуми, второ како транспарентно и како и планирате транспарентно да го изведете правилникот и правилникот за да биде целосен, реален и рамноправен. Кој ќе ги поставува критериумите, дали ќе бидат вистински рамноправни и дали ќе има членови на секој, тоест од деканатската управа на секој факултет за тоа тој правилник да реално личи на нешто. Еве вака да ви кажам како се носи правилникот. Дали знаете? Кој го носи? Да? Кој го носи? Значи, деканите на ФЛУ, универзитетот го носи правилникот. Правилникот оди низ неколку фази и учествуваат и сенатори, учествуваат и комисии, учествуваат и декани, така да тоа го направиле некои луѓе кои што сметале дека е паметно да се стави сето тоа таму. Секако дека учествуваат и студентите. Не знам дали знаете, и вие имате право да учествувате во тоа преку вашите студентски собранија, и тоа е единствениот начин кој што постои за се донесе нов правилник. Критериумите, јас како што кажувам, ако бараме вие да испорачате резултати, ние мораме да ви дадеме услови да работите. Значи, носичкиот збор и оно што го пишувам, вашето да или не, или вето од студентите, тоа е нешто кое што вие треба да го искористите преку вашето студентско собрание, да седнете и да ни приложите ова вака не оди. Ни фали овде, ни фали овде, ни фали овде, затоа што тие фондови, тие средства се заменети пред се за вас. Сандра, студентка од факултетот за драмски уметности, моето прашање се однесува на распределбата на средствата од ИКСА фондот. Како што вие знаете, сигурно, секој семестар ние студентите сме должни при запишување на семестар да уплаќаме на ИКСА фондот. Најголем процент од средствата, односно 40% се наменети за други активности на ректоратот, за чии активности ние како студенти немаме никаков увид што и како се прави со тие средства. Исто така сакам да напоменам дека 15% од ИКСА фондот се наменети за организирање на културно-уметнички и спортски настани. Средствата од ИКСА фондот се од студенти и тие треба да бидат за потребите на самите студенти, а не за работата на ректорот, чија работа ние немаме увид. Дали вие како кандидат за ректор имате намера за распределба на средствата? Ако имате намера, дали имате конкретна стратегија за распределба на средствата од ИКСА фондот? Ви благодарам. Благодарам за прашањето. Сега го повторуваме исто, а меѓутоа беше во друга овакво друго друштво. Значи, пак ќе кажам, овие работи, како што се дефинирани во правилникот, така се применуваат. Проблем може да биде транспарентноста и единствен проблем е тоа, и јас се согласувам со транспарентноста. Значи, мора точно да се знае каде се распределени, како се распределени, по кој критериум, мора да постои критериум за распределба. И пак ќе кажам, вие треба да учествувате во тоа, ние учествуваме во тоа, треба да го направиме да биде јасно. Колку проценти се распределени и за кои намени, тие не може да бидат прескокнати од она што е напишано. Значи, дајте да го смениме правилникот и ќе го направиме како што треба. Дали се согласувам дека треба ректоратот да ги користи тие средства? Апсолутно не. Затоа збораме и во програмата од оние 5% да се сивнеме на 3%, затоа што таму
ако ние зимаме пари, треба да дајме некаква услуга. Таму ја немаме. А за тие 40% за возврат, вие што добивате? Немате ништо. Така да, па затоа збориме. Значи, тоа мора да се... Нема апсолутно никаков извештај. Тоа е проблемот што... Не, мене ми е жал што денеска го збориме ова. Тој извештај веројатно го нема со години. Така. И се добро, ова може би е повод да се постави прашањето, но генерално треба да бидете малце поактивни. Како да ви кажам, немам ништо што можам да ви дадам пипливо во рака да држите, но можам да ви кажам, дајте, вие сте силата на универзитетот, вие, студентите. Дајте, буцнете за да одиме напред. Како ви професорката, ние сме застарен модел, дајте малце енергијата кај вас, подбуцнете и да одиме напред. Па одлично, јас тоа го поддржувам, браво. И треба да ви има повеќе и почесто. Да, ама представник од студентското собрание, мислам дека нема. Ама вие сте од вашето, него од науким. Друг некој да постави прашање? Ке за можноста јас да поставам прашање. Сега се извинувам што го земам просторот, меѓутоа мислам дека е важно да се разговара и на оваа тема. За оние што не ме знаат, јас сум Катерина Климовска од ректоратот. Во денешно време централните универзитетски служби, администрацијата централна е двигател на развојот на еден универзитет. Централната служба треба да ги спојува, да ги поттикнува и да ги генерира промените, меѓутоа и развојот во универзитетот. Знаеме дека со нашиот ректорат тоа не е случајот. Работејќи веќе повеќе од една деценија во ректоратот, сведок сум на многу, би рекла, непријатна состојба и непријатни процеси за кои што сме запознаени сите низ годините. Моето прашање би било дали вие како ректор ќе се потрудите да го вратите достоинството на универзитетот, ќе се потрудите да го вратите професионализмот и законското работење и спроведување на процесите, и ќе се потрудите ректоратот да се изгради во една професионална служба која ќе биде сервис за сите и во кој што ќе биде пријатно сите да подадат рака, а и ректоратот нив, бидејќи многу често се случува да факултетите, дали колегите од администрација или од академскиот кадар, да им е непријатно да доаѓаат во ректорат. Морам да ви кажам, тоа мене прилично тешко ми паѓа, затоа што секој сум имала прекрасен однос со сите, со цела универзитетска заедница и сметам дека тоа треба да се промени. И сметам дека е време не само да се врати достоинството на универзитетот, туку етичкиот и академскиот дух и УКИМ да биде пример на позитивни процеси и за сите други во државата. Ако ме збунивте околу достоинството, точно, цело време зборувам достоинството, но на ниво на државата. Мора да го вратиме на вистина, не изгубиме. Зошто? Затоа што имаше, нели, отварање на многу универзитети, некако имаше универзитети кои што делеа дипломи, кои што печатеа дипломи, имаше некои универзитети кои што поише наликуваат на задруги. Едноставно амбиентот во држава да се промени, да се биде професор или да се биде вработен во УКИМ, стана нешто кое што се поистоветуваше со тие здруженија на граѓани или задруги кои што ги викаме како универзитети. Во ова што го кажувате, јас искрено не можам да ви дадам одговор, затоа што јас состојба да не ја знам. Во ректоратот сме доаѓале 7 години поред точно, но сме доаѓале на одредено време
Така да јас не сум запознаен со овие состојби кои што вие ги кажувате и не можам да ви кажам како треба, мислам што треба да се прави. А секако мислам дека секоја една единица, па и ректоратот како единица, барем јас така гледам и така сум терал низ целиот живот, тоа ни е домот, од тука ја вадиме платата и како што има во секој дом, во секој семејство разидување, нормално е секаде да го имаме тоа. Е сега до кое ниво, тоа не можам да ви помогнам, не сум запознаен што зборувате искрено. Благодарам. Анита Дучевска, Филолошки факултет Блаже Конески. Едно прашање за големата слика, колега Данев. Дали би се нафатиле да го дефинирате УКИМ во својата работа, да речеме, ако станете прв човек на универзитетот, па просто да дефинирате што е тоа УКИМ и што прави тоа и каде сака да оди и што му е целта. Оти ми се чини дека ни недостасува таа дефиниција. Некако. Баш за големата слика. Благодарам. Во насловот, создавач. Доволно. Тоа треба да видиме. Здраво, јас сум Аријан, скока професор на педагошкиот редовен. Рекате 55, ја имам 55, очигледно сме колеги. Електротехнички 89, јас сум почнал, вие од прилика тука сте така. 89. Епа така. Јас информатик инако. Добро, вака сега конкретно две работи. Уште малку ќе правам 30 години на УКИМ, 97-6 почна, тука некаде, не сум заборил. Значи цел живот. И академски, нормално. Значи не сум бил член на нијна политичка партија. Не сум имал нијна јавна функција. Иако сум имал многу можности со тоа. Конкретно прашање. Неколку пати ми биле одбиени, јас сум од IT, нели? Ми биле одбиени проекти за неколку поени од страна на, не знам, агенцијата за европски проекти што е на државата, така. Еднаш од едните, еднаш од другите, после трети, така натака. Зборувате политички? Па не велам политички. Дека едните... Зборувам како професионален, значи, и едните кои беа за неколку поени, и другите кои беа за неколку поени, и така натака. Значи, се работеше за тоа што сега се барја, тоа сум барал пред 15 години. Значи, во видување на програмирање во 5-6 и така натака. А зборам педагошки базирано. Да. Значи, нешто што беше многу барано. Гледајќи дека не поминуваат професионално моите идеи тука, ја отидов во Турција. Значи, бев 4 години, односно 3 години како беше во наставно звање, предав тамо. И знаете, многу интересно, моите проекти тамо поминаа. И тоа беше жестока конкуренција. Без погрешно за разбереме, УКИМ е топ универзитет. Можам да споредам затоа што сум работел на други места. Значи, моето прашање било конкретно, значи, што вие би препорачале, не на мене, воопшто, професори, асистенти без оглед, како ректор, како и да ректор, нели, потенцијален. Дали би ги мотивирале, значи, да аплицираат за Хоризонт, Бајдера, без оглед Еразмус проекти во нашата агенција? Мислам, секако дека да, затоа што мора да аплицираат и мора да го изодат падот и затоа што тоа е едно исклучително големо богатство за мене, искуството на патеката. Кој како одлучува? Сигурно се одлучува по критериуми. Дали се добри или лоши, сега тоа не зависи од нас. Така, во овој момент не зависи од нас. Но дефинитивно, да, ќе ги охрабрам сите, дури и ќе стимулирам. Дефинитивно да се оди напред, само тоа е начинот. Знаете како јас имаше овде напишано Темпус еден. Не знаете какво искуство беше кога се правеше апликацијата на Темпус, а јас бев асистент. Тогаш се учат работите и да, би ги стимулирал искрено. Можеби не ви е очекуван одговорот, можеби одговорот сакавте да биде повеќе дека за нашава агенција не. Но да, апсолутно би ги стимулирал, ако нема друго место, тогаш барем тамо да поднесат една апликација, да се изградат, да стекнат искуство и знаење како треба да се направи. Добро, благодарам. Уште едно нешто. Значи, тука четвртата ставка е, нели, меѓународна видливост, наука, партнерство, така. Тоа е многу битно, апсолутно, значи, имајќи преди дека, нели, си имал прилика да предавам разни универзитети на Балканот, посебно Турција, значи, дали ви поддржале соработка
со државни универзитети, не само на Турција, Албанија, без оглед Србија и така натака, значи без оглед на околината, затоа што за се добијат или наука се добие, треба да имаме соработка со многу јаки универзитети. Значи знаете што ја кога отидов во Турција мисли дека свезнам. Таму би дека знам доста работи, ама доста работи научив. Како рековте вие, значи ние цел живот учиме. Затоа е важно Да, ние цел живот учиме, сватив дека окей, знам доста, ама доста научив. За да се научи треба да се биде со добрите. Како викате Dream Team? Па не може Dream Team ако се игра локално, треба малце се нели да се појача околината, од подобри да се научи, а дека имаме потенцијал, имаме неверојатен потенцијал. Значи како имплорам. Значи чисто прашање во смисла што би направиле вие за, ајде да речеме, некоја соработка со врховски универзитети. Во регионот зборам, па и подалеку. Виде вака, само по себе ништо не доаѓа. Ако завршите, така? Да, толку. Само по себе ништо не доаѓа, мора да се работи. Се кај го гледам јас тоа работи. Прво треба да се направи таа мрежа на соработа. Има дел од факултетите, имаат сериозна мрежа со која што соработуваат, но имаме она што го кажав, може би беше за телевизија веќе, не знам, ми е малце измешано, дефинитивно ние мора да работиме со нашата диаспора. Прво, сите наши, затоа што лесно може да дојдеме до нив, наши се, полесно ќе дојдеме до нив, затоа ги кажувам диаспората наша прва. Све што е надвор на некој европски, светски универзитет, турски универзитет, било каде, кој што добро котира, кој што има некоја напредна технологија или некои напредни знаења во една одредена област, тие да ги препознаеме. Да ги препознаеме во компаниите кои што работат или научно-истражувачките центри и на тие луѓе прво да им понудиме да дојдат, да одржат предавање, да работат еден проект со нашите студенти, утре да им дадеме почесни титули, доктори на науки или професори, за да може кога ќе пишуваат трудови тие и со нас или и самите, као втора афилијација ќе опишуваат УКИН. На тој начин да ја растеме видливоста. Втора работа која што е исто така многу важна, пари, јас кажувам дека секогаш има и секогаш може да се најде. Оваа држава го сака универзитетот. Не е дека не го сака. Малце ни се измести и сега може би размислувањата во насока на тоа затоа што има премногу универзитети, па се делиме овој вака или оној така, или бараме некој влијание кој поише да земе. Но оваа држава сака да обстои. Тие треба исто така да дозволат финансирање. Што би не коштало нас, колку би не коштало да донесеме еден Нобеловец. Само еден да го донесеме. Колку ќе не чини да одржи едно предавање за сите нас од УКИМ. Така? Или за заинтересираните. 2, 3, 5. Тие луѓе утре ќе бидат овде и пречекани, и ќе ги видат нашите капацитети, и ќе не стаат у нивната мапа дека постоиме. Така, па утре кој ќе аплицираме ние за проект, ќе имаме кај да се обратиме кај некој. Веќе сме имале контакт, комуникација, нема да биде, ќе ги знае нашите можности, па можеме на тој начин да дојдеме до заеднички проекти или да добиеме препорака и да работиме во истражување. Само на тој начин, мислам, само на тој начин. Има и други начини, но тоа е првите два чекора што ви ги правели. И на крајот, секако, не мора само од нашата диаспора луѓе, македонци што работат надвор. Можеме и други кои што сме ги препознале како квалитет, да ги поканиме и да го изводиме со нив истиот пат. Тоа е моето размислување. Здраво на сите, јас сум професор Петре Макрески, редовен професор на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Се разбира дека има многу работи кои што не тангираат како членови на академската заедница, меѓутоа еве, како што спомна и модераторот професорот Стефов, моето прашање конкретно би било насочено околу вашето видување во насока на тоа што би промениле и дали би ревидирале работите во насока да нашиот универзитет успее да продре по-високо во рейтинг листите на препознатливост и на рангирање на универзитетите, бидејќи сведоци сме
дека во последните 10 години доста внимание се посветува на обидите да влеземе во најдобрите 1000 универзитети. Некаде бевме најдобро рангирани по некои други рангирања до 1450-то место преку Webometrics, меѓутоа полека одиме некако флуктуирачки, за жал малку надолу, по некои ранглисти одиме и нагоре. Меѓутоа, од друга страна, кои се можностите да вие понудите подобри услови во таа насока? Знам дека голем дел од овие работи зависат од државата. Тоа е факт, бидејќи треба да бидат регулирани процентите за финансирање, барем на некакви здрави темели, за да се продре. Меѓутоа, во доменот на можностите и задолженијата на ректорот и на управата се разбира, предпоставам дека има и проректор за наука. Меѓутоа, каде вие ги гледате слабостите и во која насока може да се подобрат нештата од позиција на прв човек на универзитетот? Благодарам. Сами кажавте, многу зависи од државата, многу зависи од парите што ги имаме за истражување што ги даваме. Меѓутоа, зависи и од тоа дали ние ќе постапиме некако на друг начин да нешто субвенционираме. Као прв чекор имаме, мислам, навистина имаме вредни научници кои што пишуваат, творат и објавуваат. Како расте нивото на рейтинг листата, веројатно еден од тие критериуми е и цитираноста, колку сме цитирани, како сме цитирани. Оно што е сериозен проблем по мене е, како ги имаме open access, да го платиме трудот, да биде достапен, за да може да биде цитиран. Затоа што ако ги затвориме трудовите и немаме средства, а најчесто ние сите што објавуваме, или ни бараат големи суми пари за да дојдеме во таа овако, или треба да бидеме рецензенти. Па на 7 рецензии да добиеме еден open access и нешто. Значи треба или строго луѓе кои што ги се бават со наука и со ништо друго, значи чисто со наука, што навистина му е потребно на универзитетот, но ќе бидат и рецензенти и ќе објавуваат и на тој начин ќе се зголемува, или ќе најдеме начин да нешто субвенционираме од тие средства, за да може да бидат полесно достапни и да бидат почесто цитирани, односно заради таа нивна достапност. А дека треба да се инвестира, многу треба да се инвестира. Значи, разбирате, некогаш има потреба од материјали. Така. Има потреба од мерна опрема, има потреба од оптика, има потреба од се и сето тоа е скапо и се зависно на кое ниво ќе бидеме со седата работа и каде ќе одиме со инвестирањето на средствата. Ние сега се бориме со инвестирање во тоа дали ќе смениме кровот или ќе го смениме водоводот или електриката. Значи, тоа не треба да биде наша обврска, тоа треба да се грижи државата, апсолутно. Но па се враќаме на тоа дека од нив зависиме. И затоа викам, кој ќе бидеме малце посилни и обединети, мислам дека ќе можеме да издействуваме многу повеќе од државата и да си го најдеме местото кај што сме, а не само да биде најстариот, најмоќниот и најдобриот универзитет. Да, тие сме, а мај да го постигнеме тоа што го бараме. Значи, ако може да се замешаме некои податоци, да кажем, врска со ова, значи, што и да прави мојот длабоко мислење, ништо нема да направи без системско решение од државата. Апсолутно. Значи, без финансирање од државата, не знам што да прави не знам какви правила да направи, нема да мрдне. Значи, ние сме биле на Webometrics најдобро место до сега 1062 или некаде од прилика во едно време. И од тогаш почнавме да паѓаме, отидовме многу пониско рангирано место него што сме сега. Сега сме околу 1450 место од прилика, или 1540, не сум сигурен, ама тука некаде сме. И тоа не е толку лошо. Ние сме во 5 најдобри 5% најдобри научни институции во светот. По Webometrics, значи тие мерат околу 32.000 институции научни, ние сме на 1500 место некаде, што, слушајте, ајде кажете ми некоја област во државата која е меѓу првите 5% во светски рангирани места. Скоро да не постои.
Така да кога многу критикуваме на УКИМ, треба малце и да размислуваме и поинако, ми се чини. Еве ги податоците, сега ќе ви кажам за наука. Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, значи идеме од југ на кај север. Од буџет, Македонија издвојува 12 милиони евра, од кои само 5 милиони се за наука, вистинска. Она другото се 550 милиони денари, тоа се околу 8-9 милиони евра, тоа се за институти со се плати. Истовремено 377 милиони дава од буџет Србија, од буџет 577 милиони дава Хрватска, од буџет дава 569 некаде милиони или 66 милиони Словенија. Од буџет. Сега планирате, ајде Словенија да вкупно од бруто националниот доход. Значи Македонија 40 милиони, Србија околу милиарда, Хрватска 1,22, Словенија 1,43. Милиарди евра зборуваме на годишно ниво. Ние сме 40 милиони. Ај само Словенија компарација. Од бруто националниот доход, ако се земет издвојувањето на Словенија и Македонија, 32 пати издвојува Словенија повеќе него ние. Ако се земи од буџет, 50 пати. А бруто националниот доход на Словенија 4,3 пати поголем од нашиот. Еве ги бројките, еве ги податоците што сакате да правите. А објавува Словенија 7 пати повише него ние. Значи не 50 пати. Значи се уште сме ефикасни, се снаоѓаме, правиме напори, ентузијасти, поише ентузијасти него систем, бидејќи систем нема во државата за наука. Ма 50 пати издвојува поише. Додека државата не каже дека ова ми е приоритет, ништо нема да правиме. Затоа ние се залагавме како НАКСКА и министерката фонд, министерке фонд оформете, фонд за наука, независен. Почнете макар со 10 милиони, па после ќе се покачува. Нема разбирање, јас тука очекувам УКИМ да застане како предводник на науката во државата, 90%, 95% од науката вистинска во државата е од УКИМ. Да застане... Тоа кажувам, затоа кажувам, ние сме тука да му кажеме на кандидатот, ако стане ректор, да се залага максимално за такво нешто. Ние НАК сме тука само да... така. Да. И да се буниме, да викаме и... Ние не можеме одлуки да правиме, така. Ние многу прашања покренавме како НАКС. И треба сме горди за тоа. Не е само наука. Добар ден, добар вечер. Професор Билјана Мијова од Институт за биологија. Убаво напишано се, во секој случај. Добро е што не удостоивте со присуство. Многу работи во секој случај зависат од државата и јас комплетно ќе се согласам со професорот Виктор Стефов дека што и да правиме ние, сигурно се правило и претходните години, не можеме без средства. Значи, оно што прво вие, предпоставувам, треба да си го ветите пред вас и пред нас, е дека ќе се заложувате многу повеќе за обезбедување на средства. Прво тоа. Второ, да видиме и ние колку сите сме сработиле со тие добиени средства и потоа веќе да се почне нешто да се работи. Ова се нормално звучи многу лесно да се каже. Оно што секогаш треба можеби на наши нешто сами од себе да направиме, а вие велите и за некоја солидарност, па би ги споила два моменти кои што ги имате овде дадено, дека од 5% ќе намалите на 3% од УКИМ и на тој начин и ќе се во друг момент велите дека ќе се застапувате за солидарност кај факултети кои што не стојат финансиски така добро. Јас напротив сметам дека можеби тие 5%
би требале да останат како 5%, затоа што уделот на ПМФ со 5%, со тој приход што минимално го остваруваме, е помал во однос на уделот на машински, предпоставувам, но ако имаме на тој начин, може би не ги разбирам работите, окей? Но ако имаме еден фонд во кој што УКИМ ќе располага со некои собствени средства, да не бидеме секогаш само да бараме од другите, тогаш вие ако направите приоритетна листа, каде што треба да се направи, може би и сите ние ќе речеме да, ова го направи нашиот универзитет за нас. Или, оваа година универзитетот не додели толку и толку проекти со известна сума, побарајте извештај од нас за 1, 2, 3 години, колку сме публикувале од тие доделени средства, не само да не дадете средства, колку сме публикували, истакнете го тоа, наградете ги тие што работат. Во тој дел би сакала да истакнам, може би ние на ПМФ се чувствуваме малку инфериорно, не заработуваме многу средства, имаме базична наука, а ја покриваме 50% од науката. Тоа мора некаде да се истакне. Затоа што секаде се кажува дека недостасуваат трудови, дека има толку, но никој не потенцира кој придонесува во тој трудови. Некој друг факултет може би има некоја друга јака страна. Нагласете ја, наградете ја јаката страна на секој факултет. Не велиме дека секој треба да публикува, медицински факултет треба и да лечат. Така, многу што е поклучно. Но ако веќе зборуваме за наука, наградете ги тие што работат, барајте отчетност од тие што работат и тогаш да имаме една конкуренција во различни полиња. Нас, како природни науки, исто ни треба поддршка во одржување на наставата. Верувам дека и на машински факултет и на сите, знаете дека тие фондови кои што ги добивавме од државата веќе не постојат. Јас бев демонстратор кога водев евиденција колку средства од државата добиваме. Сега ни велат колку ќе запишете студенти, толку пари ќе имате, а биологија не се студира без пари. Ништо не се студира без пари, но некаде повеќе треба, некаде треба помалку. Тие се некои клучни работи кои што ние треба да почувствуваме дека сме уважени на универзитетот и дека универзитетот нешто прави. Искрено не верувам дека не правил, но некако не допира до вработените, до поединецот, не допира што е тоа што се прави науки. И едно сега конкретно за Институтот за биологија, па нека биде желјотека. На Институтот за биологија имаме фарма за лабораториски животни, која што секоја чест била основана пред многу години, 60-50 години, но повеќе, но не е обновена. Во таа фарма за лабораториски животни, на таа фарма се базираат истражувања на неколку факултети, генерално биомедицинските факултети. Јака страна на УКИМ е дека треба да финансира, да помогне, да спонзорира и кога вие ќе кажете при универзитетот има фарма за лабораториски животни, тоа не е за подценување. Затоа што без тоа и таа наука која што ја правиме на вистина со огромен ентузијазам ќе спласне. Значи тоа не е огромна инвестиција. Не знам дали досега некој знае дека постоела, ние не сме побарале никогаш помош, не било тоа јавно пласирано, но дојдено е време кога веќе ако сега не се превземе нешто, ќе биде клучно. Повторно кажувам, тоа е од мој аспект, секој има нешто да каже. Значи, добро е да почувствуваме некои реални заслужени бенефити. Заслужени, исклучиво заслужени. Не по некоја друга основа. Се согласувам, апсолутно се согласувам, се ме заинтересиравте со фармата, извинете, може ќе отидеме друга насока. Колкав е капацитетот? Молам? Колкав е капацитетот? Колку глувчиња има
Па, зависно од експериментите, може да биат 400, 500. Да, а колкава е потребата, да кажеме, и тие, знаете се, нели, завршуваат како што завршуваат? Просторно, ни треба... Прашувам простор и прашувам капацитет и прашувам дали може нешто да се комерциализира. Зошто? Во регионот, затоа што знам како функционираат американците. Тие што ја имаат фармата, не е само за нивни потреби. Кога веќе инвестирале во фармата, тоа го пуштаат надвор и... Не, тоа е друго ниво веќе. Тоа е веќе друго ниво. Не зборуваме за тоа тоа. Да го правиме. Па од таму да се финансираме. Тоа е too good to be true. Па може ли тоа? Мислам, ако веќе го имаме. Океј, супер, ама... Да, да почнеме прво со пореални ситуации. Со нешто реално може да почнеме. Тоа е наредно ниво. Кога ќе може ние да ги експортираме. Но тоа е сосема друга димензија. Да, не знам колка е потребата на државата, дали ги задоволува капацитетите оваа сега. На овој начин ние можеме тоа да го менаџираме, но треба и јас верувам, значи досега имаме и поддршка од сите други биомедицински факултети, но таа поддршка треба и да ја реализираме конкретно. А исто прашање, фармацевските компании смеат тоа да го користат, не смеат, им е во... Кога тоа би било по сите стандарди, можат, но стандардите се прилично високи. Прилично високи стандарди и треба да бидеме реални дека не можеме секогаш да ги задоволиме тие високи стандарди. Тоа е реалната ситуација. Па да пробаме да ги задоволи. Па добро, да пробаме со нешто... Поситен чекор. Од некаде да појдеме. Јас сум да пробаме со реален чекор, а добро и повеќе од тоа што очекуваме. Колеги, мислам дека можеме да привршуваме со севкупната дискусија. Навистина имаше многу интересни прашања. Кандидатот за ректор ги слушна, одговараше. Во различни насоки беа прашањата, од различни подрачја на присутните. Јас се надевам, ако станете ректор, дека ќе ги слушните сите овие вапаи, да кажам, а сите плачиме на некаков начин од состојбите, да ги поправаме и ќе одите во таа насока. Пари, затоа ви кажам, парите не зависи се од УКИМ, тоа го кажам. Ама тоа што зависи да може да го Не, може, многу зависи од УКИМ. УКИМ е невидена сила, ако сака да биде. Точно. Значи, и ако нема пари, и те каква сила има да издействува пари? Ако сака. Се согласувам. Ви благодарам на присуството. Јас ви благодарам. На сите. Благодарам многу. И на кандидатот посебно.